Благодарам. Почитуван председателя, почитувани колеги, почитуван министер. Иако имам чувство дека некако не сте задоволни што има амандмани, сметам дека тоа е нешто што е добро во демократијата и треба да, како министер, да охрабрите дебата, да ги сослушате предлозите и без паушално објаснување само дека не се прифата, да добиеме малку по-конкретно образложение зошто нешто не е прифатливо, затоа што верувам свесни сте дека како пред се и како најголема политичка, односно пратеничка група во собранието, секој предлог закон сериозно го разгледуваме, консултираме сериозни експерти, поширока јавност и вложуваме труд да срочиме предлози кои што идат во насока на подобрување на ова предложено законско решение. Уште на прво читање искажав пофалби за она што треба да се направи, што се сака да се направи како цел и подоцна уште подобро го изанализиравме предлог законското решение и затоа излеговме денеска со амандмани кои што се во насока на додефинирање, подобрување, допрецизирање на овој предлог закон и верувам дека сите говорници ги сослушавте дека беа на линија дека ова како генерален проект е добро и треба да продолжи. Идејата со ова мој, односно наш, на пратеничката група на ВМРО ДПМН предлог амандман е да се додефинираат овластувањата на чуварите во ова национален парк, за да немаме само луѓе кои што ќе се шетаат таму и ништо нема да работат. Што предлагаме? Предлагаме дека доколку чуварот во национален парк Шар планина во текот на службената должност утврди дека одредено правно или физичко лице извршува активности во спротивност со одлуката за внатрешен ред или го прекршува режимот на заштита или пак постои сомневање за тоа, истиот е овластен и должен да побара лична карта или друга јавна исправа заради утврдување на легитимитетот на лицата во националниот парк, да изврши преглед на сите видови возила и товар, привремено да го ограничи движењето во границите на националниот парк, привремено да ги одземе предметите со кои е извршен прекршокот или кривичното дело и предметите кои се настанати или употребени за извршување на тоа дело и овие предмети без одолжување да ги предаде на надлежните служби во националниот парк Шар планина, лица без документи затечени во извршување на прекршок или кривично дело да ги задржи, извести и предаде на органот од областа на внатрешните работи, да наплатат мандатна казна, да поднесат прекршочна или кривична пријава. Ова е предлог кој што е во линија на подобра заштита на националниот парк, во линија на она што вие го предлагате и сметам дека она што е напишано само во предлог законско решение во членот 14 дека непосредната заштита на националниот парк Шар планина ја спроведува чуварска служба формирана од јавната установа Национален парк Шар планина, согласно со членот 108 од Законот за заштита на природата е недоволно и вториот став кој што вели дека од истиот овој член 14 дека чуварската служба особено ги врши работите на наблюдување и следење на состојбите со природните вредности на подрачјето на националниот парк, врши надзор на спроведување на дозволените активности во националниот парк, како и други работи кои ќе му ги довери, односно за кои ќе го овласти јавната установа Национален парк Шар планина. Исто така се минимални и недоволни овластувања со кои што чуварите може да се справат со евентуално проблеми кои што би настанале. Во насока на една квалитетна дебата, во насока на носење на едно законско решение кое што ќе биде општо прифатлено од поголем број на политички партии, мислам дека има простор ова амандманско решение да биде прифатено од пратениците членови на комисијата, да биде инкорпорирано во законско решение и едноставно и вие да покажете и како министер чувство дека може заеднички да ги
подобруваме законските решенија и да дозволите и опозицијата на крајот на криштата да учествува во овие предлози на владата. Сметам дека ќе дадете еден нов импулс во демократијата, во демократските процеси во Република Македонија. Мојот амандман ви го возможува тоа, има уште неколку, се надевам дека нема залудно да бидат потрошени сите овие 12 амандмани и време кое што сме го вложиле за да го подобриме текстот на законот. Благодарам. Благодарам и на вас.